Слава ти, Господи Исусе Христе. Видете, си дознал за Господ Исус Христос, си дошол еднаш, два пати доаѓаш, се занимаваш со сопствениот проблем, минале доста години, времето поминува и ти повторно стоиш во истиот проблем, во истата состојба. Дали е тоа некое чувство, материализација на гревот во твоето тело, однос со блиски луѓе, дали реално доаѓаш ти на овие средби, да примиш дух, да се оставиш себе си, или живееш по истиот начин, само имаш свесност дека има некаде еден Исус направил нешто, но тебе тоа не те допира, не те тера да се оставиш вистински на крстот, да примиш сила, стариот човек, стариот начин да го предадеш, да му го предадеш, да го оставиш зад себе, да ти даде нова духовна сила, нова облека. И ти се уште истите молитви, истите состојби, истите постапки, дали се уште си го љубиш стариот ти, стариот начин, својата душа, да си ја зачуваш душата, да ја загубиш, наместо да се предадеш вистински на Исус, вистински да ја примиш силата и љубовта и да кажеш не за сатаната и смртта, да за Исуса Христа во мојот живот, остави се земно и врви по мене. Оставаш ли ти се земно или мислиш дека некој друг треба да остави и се уште стоиш во истиот проблем? Такви луѓе се молев и јас, се молиме, стои во истата кал, потоа ќе почнеш да бегаш од молитви, да не доаѓаш на средбите, да ги обвинуваш другите за твојот проблем. Непосредно, односно, обвинувајќи го тој горе, Исус Господ, а ние зборуваме за татко и деца, дека ете ти се молиш, ама тој не те слуша, не ти се променува ситуацијата, или на второ ниво демек ете не може тебе да ти го реши проблемот. Дали стоиш во една точка, не сакаш да одиш, не сакаш да чувствуваш, не сакаш да се покаеш, не сакаш да се промениш. И потоа мислиш дека проблемот се другите луѓе. Проблемот си ти, внатре во тебе се случила битка на стариот паднат гревовен човек и искористија ситуацијата која ти е дадена за благослов, остави се и врви по мене. Дали е тоа сопруг, ќерка, мајка, татко или било кој друг што не ти дозволува да му ја предадеш душата на Исус, да го возлюбиш, да дојдеш на свадбата на јагнето и да ја облечеш свадбената облека, зашто ако не си облечен во свадбена облека, ќе те исфрлат. Се сеќавате или не? Ах, колку си не возлюбил Татко Небесен.